Стручна комисија ќе утврдува дали има пропуст во третманот на 3-годишното дете во болницата во Кавадарци, која почина во вторникот наутро на пат кон скопските клиники. Државниот санитарен и здравствен инспекторат го заврши вонредниот инспекциски надзор во трите здравствени установи каде било лекувано детето и не биле констатирани недостатоци, но бидејќи немаат надлежности во стручниот дел, ќе поднесат иницијатива до Министерот за здравство да формира комисија која треба да испита дали има лекарска негриша. Детето било со неколку коморбидитети. На 3 јуни во 5 часот било донесено во општата болница со проширена дејност Кавадарци од страна на неговите родители, прегледано од дежурен доктор специјалист по детски болести, кој врз основа на прегледот и испитаните параметри проценил дека нема потреба од хоспитализација. На инсистирање на родителите бил издаден упат за детската клиника во Скопје, каде детето било однесено со сопствен превоз во раните утрински часови, околу 8 часот директно на оддел за кардиологија, без знаци за живот, стои во извештајот од ДСС. Таткото на починатото дете реагира дека неговиот син многу доцна бил однесен на детската клиника, како што тврди во влошена состојба и омалаксан уште во 3 часот, го однеле во болницата во Кавадарци. Иако инсистирал да го пратат веднаш со брза помош за Скопје, дежурната докторка по прегледот констатирала дека детето било добро и можеле да го носат со приватно возило. Доктор, ве молам, значи дайте ми упатот за Скопје. Она мене ми одговори дека зошто ви најас упат за Скопје. Ето ви е добро. Ама докторке, ве молам, значи детето кај мене немам никој своја кола, јас се молам препуштање брза помош. Господине, вие не ме разбирате мене, веќе кажав јас. Значи имате, барате си приватен превоз да стигнете во Скопје. Детето се е во ред со него. Викам, ја пред дето го провери, дето се е во ред. Викам, докторке, ве молам сварно, дај ве молам, пуштени брза помош, ве молам. Дето не ми јарно, не може да стигнем до Скопје, вак дето тоа нема лаксано. Господине, вие мене ме разбирате или па не ме разбирате? Дали ме разбирате ви мене? Значи брза помош не можам да ви пуштам јас. Значи треба да има основ. Значи ви рекол дека во Скопје ќе си одите со приватен превоз. Потоа таткото замолил пријател со неговото возило да го однесат детето во Скопје, но како што тврди повеќе од 2 часа изгубиле во чекање. Кога тргнале во 6:30 кај Велес, состојбата на детенцето драстично се влошила и покрај реанимацијата на детската клиника, лекарите не успеале да го вратат во живот. Од болницата во Кавадарци информираат дека и тие го испитуваат случајот. Формирале комисија од 3 лекари, кои треба да утврдат дали има одговорност на здравствените работници кои учествувале во лекувањето на пациентот. Семејството најави дека правдата ќе ја бараат и на суд. Александар Динев, Сител телевизија.